Со верификација на мандатите и положување на свечена заклетва, Советот на општина Битола во својот нов состав ја одржа конститутивната седница и официјално започна со работа во присуство на многу гости, како и новиот градоначалник Наташа Петровска. Советниците меѓу себе си посакаа успешна работа, но веднаш и ги вкрстија копијата околу изборот на нов претседател на Советот. Советниците од власта и опозицијата, како и од независната листа поинаку, ги представија аргументите за и против изборот на Валентин Груевски за нов претседател. Имено Валентин Груевски има долго искуство во работата на Советот на општина Битола и како таков има одлични познавања од работата на Советот и работата на општина Битола. Доаѓа како вработен од јавно предпријатие, како човек е почитуван од граѓаните во општина Битола. Затоа сметам дека од вас сите присутните ќе добиеме поддршката, целосната поддршка, тој да биде председател во наредните 4 години и да го води Советот на општина Битола. Факт е дека предлогот доаѓа како резултат на еден коалициски договор настанат пред можеби повеќе од 2 месеци. Но исто така факт е дека работиве од тогаш па до денес во голема мера во Битола се променети. Лично јас сметам дека граѓаните преку овие избори во Битола до сите нас упатија на јасна и силна порака дека имаат очекувања од нас како нивни представници тука во Советот, како представници на политичките партии од каде доаѓаме, дека имаат очекувања дека треба да покажеме едно ново ниво на политичка свест, едно ново ниво на политичка зрелост, едно ново ниво на политичка култура. Нашиот став, не само мојот и на колегата Чулаковски, туку на целата наша советничка група во Сенка, е дека овај совет мора да почне со работа и да биде конструктивен и заради тоа ќе го поддржиме изборот на колегата Валентин. Пред се, заради тоа што во изминатите години видовме на каков начин ја извршуваше својата улога како советник. Со 20 гласа за и 11 против, Валентин Груевски е избран за нов претседател на Советот на општина Битола, а во оваа прилика тој побара советниците да бидат поддршка, но и коректив на новата локална самоуправа. Советот мора да биде место на кое ќе се решаваат пред се битолските проблеми. Затоа и сме избрани, а не арена на партиски препукувања, бидејќи за тоа не сме добиле мандат. Не смееме да заборавиме дека Битола има 65 села, во неа живеат македонци, албанци, турци, роми, срби, власи. Во неа живеат православни христијани, католици, муслимани и атеисти. Битола е ширенолика и така треба да ја градиме. Во неа има место за сите. Нашата работа треба да биде транспарентна, отчетна и многу видлива за граѓаните. Пред советниците своје обраќање имаше и новиот градоначалник Наташа Петровска, барајќи од новиот состав на Советот да биде двигател на процесот на промени во општина Битола. Битола на многу полиња треба да доживее напредок, развој, просперитет. Тоа е моја задача, но и задача на сите советници во Советот на општина Битола. На граѓаните пред се не им е важна политичката припадност, најважно е да им се обезбедат подобри услови за живот. Политичарот не е за функција за себе, туку е во служба токму на оние заради кои постои таа функција, а тоа е граѓанинот. Во новиот состав на Битолскиот совет, СДСМ и коалицијата се застапени со 17 советници, ВМРО ДПМН и коалицијата со 11. 2 советници има независната листа поинаку, а еден советник доаѓа од коалицијата на ДУИ, БЕС и Алијанса за албанците.